Сигурно сите сме виделе вакво нешто. Тим полн со брилјантни умови, најпаметните луѓе во просторијата, а сепак некако не успеваат. И тогаш се прашуваме, како е можно? Зошто некои тимови едноставно кликаат и напредуваат, додека други, иако имаат огромен потенцијал, на крајот пропаѓаат? Епа, излегува дека одговорот лежи во еден многу мокен, но честопати скриен невидлив фактор. И за да ја разбереме оваа мистерија, ајде да погледнеме неколку примери од реалниот живот. Затоа што, гледате, во речиси секоја приказна за организација што пропаднала, постои еден клучен критичен момент. Момент кога податоците се на маса, ризиците се кристално јасни, а луѓето кои се најблиску до проблемот, оние кои најдобро знаат, едноставно молчат. Да го земеме примерот со Nokia. Инженерите тамо со години знаеле дека нивниот софтвер, Symbian, е веќе застарен. И ова е долго пред iPhone воопшто да се појави на стената. Ама проблемот? Па, раководството создало една застрашувачка атмосфера. Вработените буквално се плашеле да кажат нешто, за не бидат случајно етикетирани како негативци. И што се случувало? Лошите вести или се разубавувале додека патувале нагоре, или пак воопшто не стигнувале до врвот. Или пак да зборуваме за BlackBerry. Скроз лична приказна. Нивните технички тимови биле апсолутно свесни дека иднината е во екраните на допир и во апликациите. Но културата во компанијата била таква, што лојалноста кон старата визија била поважна од соочувањето со суровата реалност. Замислете, кога тие предупредувале за iPhone, добивале одговори од типот на «Ма дај, нашите клиенти не сакаат такви играчки». И токму тука лежи суштината. Оваа опасна тишина, оваа појава не е некаков личен неуспех на вработените, да не се разбереме погрешно. Не, таа е директна последица на средината. Средина во која цената да се биде искрен станува едноставно превисока. Добро, а колку всушност чини оваа тишина? Ајде малку да истражиме кои се тие огромни, честопати катастрофални последици. Затоа што кога луѓето молчат, прво, креативноста умира. Потоа, грешките почнуваат да се мултиплицираат, да се повторуваат. И на крај, компаниите ја губат најважната способност. Способноста да се адаптираат и, секако, да преживеат. Но што ако постои начин да се измери токму она нешто што ја спречува оваа тишина? Епа, една компанија реши да го дознае токму тоа и потроши години и милиони долари во процесот. Ова не носи од проблемот директно кон едно неверојатно откритие. Откритие кое буквално го промени начинот на кој денес гледаме на тимските перформанси. Така е. Зборуваме за Google. Во 2012-та тие започна еден огромен внатрешен проект. Целта да се одговори на едно навиду многу едноставно прашање. Што по џаволите го прави еден тим успешен во Google? И за да ја решат оваа мистерија, го започнаа славниот проект Аристотел. Почна да анализираат податоци од, пазете, над 180 различни тимови низ целата компанија. Зборуваме за се, од врвни инженерски тимови до тимови за продажба. Целта им беше да го најдат тој свет грал, клучот за тимската ефикасност. И ова траеше повеќе од 2 години. 2 години во кои тие, речиси обсесивно, мерена апсолутно се. Индивидуални вештини, типови на личност, од каде доаѓаат, каква образование имаат, дури и дали најдобрите тимови имаат повеќе интроверти или екстроверти. Буквално бараа формула, некој совршен рецепт за создавање на тимот со ништата. И сега, доаѓаме до клучното прашање. Откако ги анализираа сите можни фактори, вештини, коефициент на интелигенција, личности, што мислите, кој беше предвидувачот број 1 за успех на тимот? Сите, ама баш сите, очекуваа дека одговорот ќе биде некоја совршена комбинација на индивидуални таленти. Ама податоците покажаа нешто сосема друго, нешто шокантно. Ниту еден од тие фактори не беше пресуден. Се покажа дека најважното не е кој е во тимот, туку како тој тим функционира заедно. Одговорот е психолошка безбедност. Токму така. И интересно, ова е истиот концепт што професорката од Харвард, Ейми Едмонсон, го дефинирала уште 15 години претходно. Она што Google го направи е што со своите податоци докажа дека ова е убедливо, ама убедливо најважната динамика за успехот на еден тим. Добро, но што точно значи ова? Што навистина е психолошка безбедност? Затоа што, да расчистиме веднаш, не станува збор само за тоа сите да бидеме фини едни со други.
Не. Концептот е многу подлабок и е директно, нераскинливо поврзан со перформансите. Еве ја формалната дефиниција на Ейми Едмундсон. Значи, тоа е заедничко уверување во тимот дека е окей, дека е безбедно да се преземе некаков интерперсонален ризик. А што е тоа интерперсонален ризик? Па, тоа е секој момент кога треба да кажеме нешто како «не знам» или «еј, погрешив» или «луѓе, ми треба помош» или, можеби најважното, кога треба да оспориме нека одлука со која не се согласуваме. И тука мора да ги разбиеме најчестите заблуди. Психолошката безбедност не значи дека нема одговорност. Напротив, таа оди рака под рака со високи стандарди и со висока одговорност. Тоа не е некаква групна терапија. Тоа е едноставно клима каде што проблемите се изнесуваат на виделина рано, додека се уште може нешто да се направи пред да стане предоцна. И можеме дури да ја разложиме на 4 различни нивоа или димензии. Првото ниво е безбедност на вклученост. Едноставно, дали луѓето се чувствуваат прифатено такви какви што се. Второто ниво е безбедност на учење. Дали е во ред да се поставуваат прашања, да се експериментира, па и да се прават грешки. Третото ниво е безбедност на придонес. Дали е безбедно да се понуди своја идеја, свое решение. И на крај, највисокото и најтешкото ниво – безбедност на предизвикување. Дали е безбедно да се каже «мислам дека грешиме» и да се предизвика статус квотото? Океј, сфативме дека е важно, ама прашањето е како се гради? Затоа што психолошката безбедност не е нешто што се случува случајно, не паѓа од небо. Таа е директен резултат на многу намерни однесувања, а најмногу од страна на лидерите на тимовите. За среќа, Ейми Едмундсон ни нуди една многу едноставна, а сепак неверојатно моќна рамка во 3 чекори. Ова може да се гледа како практичен водич за секој лидер што сака да изгради тим со вистински високи перформанси. Па, ајде да ги разгледаме овие чекори еден по еден. Првиот чекор е поставете ја сцената. Значи, лидерот мора да го создаде вистинскиот контекст. Тоа значи отворено да каже нешто како «Луѓе, овој проект е на вистина комплексен. Никој од нас ја нема целосната слика и ќе ни треба сечија перспектива за да успееме». Исто така, клучно е да се признае собствената несовршеност. Со една едноставна реченица како «можно е јас да пропуштам нешто тука», лидерот им дава дозвола на сите други да не бидат совршени. Вториот чекор. Активно поканете учество. Откако сцената е поставена, треба активно да ги поканиме луѓето да проговорат. Ова се прави со мокни, отворени прашања. Например, што гледате вие, а јас можеби го пропуштам? Или со создавање на структури на состаноците, како например раунд робин, каде секој поред добива простор да зборува. Запомнете, луѓето ретко зборуваат само затоа што можат, туку зборуваат кога ќе се почувствуваат поканети. И конечно третиот чекор, кој може би најважен од сите. Одговорете продуктивно. Гледајте, безбедноста не се гради во моментот кога некој ќе проговори, туку во секундите потоа, во начинот на кој лидерот ќе реагира. Правилото е секогаш да се започне со благодарност. Фала ти што го сподели тоа, да се покаже љубопитност, а не одбранбен став, затоа што само една лоша реакција, еднаш, може да го замолкне целиот тим со месеци. И за да бидеме апсолутно јасни, ова не е некоја мека, неважна вештина. Ова е цврст, мерлив бизнис двигател. Податоците се немилосрдни. Тимовите со висока психолошка безбедност се попрофитабилни, имаат многу повисоки стапки на иновации и, што е можеби најважно, прават значително помалку грешки. А зошто? Затоа што ги откриваат и ги коригираат на време пред да направат вистинска штета. Така што на крајот на денот се сведува на ова едноставно, но неверојатно моќно прашање. Прашање кое секој тим треба да си го постави. Дали, овде во оваа просторија, е безбедно да се размислува наглас? Целокупната способност на една организација да учи, да иновира и да се адаптира, се започнува со одговорот на ова прашање. Во секоја соба, на секој состанок. И ќе завршиме со овој цитат, кој мислам дека совршена ја сумира човечката цена на небезбедните средини. Луѓето не ги напуштаат компаниите. Тие ги напуштаат просториите каде што нивниот глас не е важен. Кога луѓето чувствуваат дека нивниот глас има тежина, дека се слуша, тие не само што отстануваат, туку и придонесуваат со сето срце. Но кога се чувствуваат невидливи, тие си заминуваат.
На крајот, психолошката безбедност не е само некој додаток, таа е самиот темел на кој се гради се останато.